Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе ја завршиме со обработка глава 2 од ова послание. Станува збор за првото писмо кое апостолот Павле им го испрати на христијаните во Солун. Се наоѓаме во оној дел од посланието, во кој апостолот Павле ја опишува неговата и службата на неговите соработници во градот Солун. Покрај другото, тој вели дека тие се однесуваа кон христијаните во Солун, онака како што мајка се однесува кон своите деца кога ги дои, односно дека покажуваат грижа кон нив. Но, во стиховите кои ги прочитавме во претходната епизода, тој се споредува себе си и своите соработници со татко кој ги охрабрува, утешува и поттикнува своите деца. Ова го кажав во претходните епизоди, ама ќе го спомнам и сега. Денес на црквата и се потребни такви служители, луѓе кои нема да трчаат по позиции и да бараат титули, ниту пак ќе служат од желба за заработка, туку искрено ќе се грижат за верниците. Потребни ни се такви пастири во црквите и се надевам дека Бог по неговата милост ќе ни даде што повеќе такви луѓе. Во претходната епизода завршивме со обработка на стих 13, но би сакал повторно да го прочитаме. Таму апостолот Павле вели: затоа и непрестано му благодариме на Бога, зашто откако го примивте Словото Божјо од нас, го примивте не како слово човечко, туку како што е Слово Божјо кое и действува во вас кои верувате. Забележете која беше причината поради која Павле, Сила и Тимотеј постојано му благодареа на Бог. Фактот што дел од луѓето во Солун ги примија нивните зборови, но не како да се човечки, туку како Божји зборови. Претходно во посланието, самиот апостол пиша дека проповедањето на Евангелието во Солун не беше пројавено само на збор, туку и во сила. А сега вели дека луѓето не го прифатија Евангелието како човечка наука или човечко мудрување, туку како Божји збор. Тоа е единствениот соодветен начин да му се пристапи на Светото Писмо, како на Божји збор. Знам дека живееме во време во кое многумина велат дека Светото Писмо е тешко за разбирање, или пак дека е стара и нерелевантна книга, или пак дека е книга полна со противречности. Оние кои имаат таков став кон писмото, никогаш нема да ја искусат неговата преобразувачка сила на своја кожа. Ако сакаме Светото Писмо вистински да действува во нас, ќе треба да му пристапиме како на Божји збор, бидејќи тоа е Божји збор. Знаете, денес исто така се зборува дека црквите не се толку ревностни и живи како што беа порано. И јас верувам дека тоа е така, бидејќи сум сведок на таа реалност. Но, каде е проблемот? Зошто црквите денес не се толку силни и живи како порано? Проблемот или е во проповедниците, бидејќи тие не поучуваат како што треба, или пак е во верниците, бидејќи тие не ги прифаќаат проповедите онака како што треба. Сигурен сум дека има и лоши проповедници и дека некогаш тоа е дел од проблемот, но убеден сум дека има и верници кои на Словото не му пристапуваат како на Божји збор. Затоа црквите ја губат својата моќ, го губат својот авторитет и влијание. Низ годините, јас лично сум видел цркви во кои проповедниците добро и ревносно го проповедаа Божјиот збор, но верниците во тие цркви не ги сваќаа доволно сериозно. Со тек на време, тие цркви се повеќе се намалуваа и на крај целосно згаснаа. Не е доволно само веродостојно да се проповеда Светото Писмо во црква, туку треба и луѓето со вера да го примат тоа што се проповеда и да го применуваат.
Досега Павле се спореди себе си, а и своите соработници, со мајка, а потоа и со татко. А сега доаѓаме до стиховите во кои ги нарекува христијаните во Солун своји браќа. Стих 14. Вие, браќа, станавте поддржаватели на Божите цркви во Христос Исус, што се во Јудеја, бидејќи и вие исто така претрпевте од своите сонародници, како и оние од јудејците. Кога Павле го користи зборот браќа во своите посланија, тоа се однесува на оние кои му се браќа и сестри по верата во Христос. Знаете, денес луѓето можат да бидат браќа и сестри на многу основи. Една од тие основи која можеби е универзална е фактот што сите се дел од човечката раса. Имајќи ги Адам и Ева како наши заеднички прародители, сите ние можеме да се нарекуваме браќа и сестри по таа основа. Некои луѓе се нарекуваат браќа врз основа на одредени заеднички интереси, како на пример припадност на одредена политичка партија или одреден спортски клуб. Но во христијанскиот контекст зборот браќа е многу подлабок, бидејќи не означува припадност на човечкиот род, туку припадност во Божјото семејство. Павле вели дека христијаните во Солун станаа поддржаватели на црквите во Јудеја. Не знам на што се однесува тоа, но мислам дека станува збор за материјална поддршка која им беше многу потребна на христијаните во Јудеја. Во првиот век сите цркви минуваа низ некакви прогонства, но се чини дека тие прогонства беа најсилни во областа на Јудеја, од каде започна христијанското движење. Како резултат на тие прогонства, добар дел од тамошните христијани се соочија со недостаток на финансии. Затоа апостолите и нивните соработници ги охрабрија останатите цркви да им помогнат на своите браќа и сестри. Една од тие цркви кои помогнаа беше и онаа во Солун, не само со молитва, туку и со практична помош. Христијаните во Солун можеа да сочувствуваат со христијаните во Јудеја, бидејќи и самите тие претрпеа страдање и прогонство од рацете на нивните сонародници. Црквата во Солун во голема мера беше составена од неевреи, а како што спомнав во една од предходните епизоди, во тоа време неевреите беа многубожци. Оние кои поверуваа во Господ Исус ја оставија зад себе религијата на своите семејства и предци и исповедаа вера во еден Бог. Тоа не им се допадна ниту на нивните ближни, ниту на властите и затоа почнаа да ги прогонуваат. Некои од оние кои исповедаа вера во Господ Исус се откажаа од таа вера поради прогонствата, но останатите уште поревносно го следеа Господовиот пат. Знаете, низ вековите прогонството често служело како средство за прочистување на црквата од лажните и површни верници, но истовремено служело и како средство за зајакнување на заедништвото помеѓу вистинските верници. Иако на прогонството се гледа како на нешто негативно, и Светото писмо и реалноста покажуваат дека црквата никогаш не губи кога е прогонувана. Денес црквата во поголемиот дел од светот не се соочува со прогонство. Со исклучок на континентите, како што се Азија и Африка, во другите места црквата е оставена на мира. Не велам дека посакувам прогонствата да дојдат, но според Светото писмо, како што се ближиме до крајот на светот, така се ближиме и до период кога црквата повторно ќе биде прогонувана. Мојата молитва и желба е, ако живееме во такви времиња, ние да имаме доволно вера за да не подклекнеме, но и тие прогонства да служат за зајакнување на верата и заедништвото помеѓу нас. Кога во црквите му се молиме на Бог, ние често бараме од Него да ни даде духовно пробудување, односно што повеќе луѓе да поверуваат во Него и да почнат да го следат.
Но, лично сум убеден дека кога ќе дојдат прогонствата, со тоа ќе дојде и пробудувањето. Бидејќи тогаш во црквите нема да има млаки и полупосветени верници, туку само луѓе кои искрено го сакаат Господ и се подготвени се да изгубат за да го следат. Ке продолжиме со читање на текстот. Стихови 15 и 16. Што ги убија Господ Исус и пророците, и нас не избркаа, и на Бога не му угодија, и на сите луѓе им се противат. Тие што ни пречат да им зборуваме на незнабожците за да се спасат, и со тоа секогаш ги дополнуваат гревовите своји, но гневот ги достигна на крај. Во овие два стихови апостолот Павле го коментира поведението на неговите сонародници јудеиците. Тој вели дека тие го убија Господ Исус, ги убија пророците, а ги бркаат и прогонуваат и христијаните. Правејќи го тоа, иако мислат дека ги бранат Божите интереси, сепак тие му се противат на Бог. Тоа го увидовме и кога ја обработувавме книгата Дела, дека на евреите во тоа време им беше нејасно како може Бог да ги сака и спаси и неевреите. Тие мислеа дека Месијата и спасението ќе бидат дадени само на еврејскиот народ, и тоа беше една од причините поради која жестоко се противеа на христијанската вера. Стих 17. А ние, браќа, откако бевме одвоени од вас за кратко време, далеку од очи, но не и од срце, со уште поголема желба се грижевме да ве видиме. Апостолот Павле, Сила и Тимотеј копнееја повторно да ги видат христијаните од Солун. Тој им вели дека иако црквата во Солун е далеку од нивните очи, сепак не е далеку од нивните срца. Тоа е сликовит начин на кој сака да им каже дека далечината не влијае на нивната љубов и грижа за црквата во Солун. Стих 18. Поради тоа ние, а најмногу јас Павле, неколку пати посакавме да дојдеме кај вас, но не попречи сатаната. Ова е навистина интересен стих, во кој Павле вели дека сатаната ги спречил да одат во Солун, но не ни кажува што всушност се случило. Во книгата Дела видовме како во еден период Светиот Дух го спречуваше Павле да оди таму каде што сака, а тука вели дека во друг период сатаната го спречил да оди во Солун. Верувам дека Бог му даде на апостолот Павле проникливост, за да може да препознае од каде доаѓаат препреките, дали се дел од неговиот план за животот на апостолот или пак се обид на сатаната да го спречи ширењето на Евангелието. Но, иако сатаната, условно кажано, успеа да го спречи Павле да оди во Солун, сепак не успеа да го спречи Божјото дело, кое продолжи преку неговите писма испратени до црквата во Солун. Стихови 19 и 20. Зашто кој е нашата надеж или радост, или венец за пофалба? Та не сте ли вие пред нашиот Господ Исус Христос при неговото доаѓање? Да, вие сте нашата слава и радост. Со овие зборови Павле вели дека една од неговите најголеми радости при средбата со Господ Исус ќе бидат луѓето на кои тој им помогнал да поверуваат во Евангелието. Не знаеме колкава е бројката на тие луѓе кои поверуваа во Господ Исус поради апостолот Павле, но јас верувам дека станува збор за стотици, можеби и илјадници луѓе. Но, во светло на овој стих, сакам да ве прашам вас, кои искрено го следите Божиот пат. Дали има луѓе кои тргнале по тој пат како резултат на вашите зборови и дела? Дали еден ден, кога сите Исусови следбеници ќе бидат во рајот, ќе има кој да ви пристапи и да ви заблагодари што е таму, затоа што вие со него сте го споделиле Евангелието? Ова се прашања на кои е добро да размислуваме додека сме на овој свет,
и прашања во чие светло е добро да действуваме додека се уште имаме можност. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Во следната епизода ќе почнеме со обработка на глава 3 од ова послание. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.